По тешката несреќа што им го уништи животот, семејството Трифуновски од Гостивар денес повторно има покрив над главата. Благодарение на хуманите граѓани, нивната куќа е обновена, а во неа повторно има топлина, љубов и надеж. Здраво, добар ден, добро дојдовте. Јас ви се заблагодарувам на оваа прекрасна куќа што ја направивме. Сакаме да поведете да видите внатре како е направено. Овде ја давав првата изјава и сакам да видите сите како овие соби беа изгорени, како беа црни, само имаше 2 зида останато. Ова е све наново изработено. Кога дојдовте првиот пат, кога не снимавте овдека, ова беше се изгорено. Не се знаеше ништо. Од после 8 месеца можеме да забележиме дека све е реновирано, направено во сите димензии. Во овие 8 месеци све ни е подарено, све ни е донесено. Ќе почнам и од врати, и од прозори, и од купатило имаме ново. Све буквално плочки, кујни, телевизори. Све ми помогна. Ми донесо и цигли, и керамиди ми најдо поевтини, и гипсабли ми донесоја. Сега се чувствувам како во друга куќа. Не верувам дека е таа куќа. Сега сум пресечен. Сега сум во нов дом. Го обединивте народот да ми помогнете. Многу сум ви за благодарна и цел живот ќе ви бидеме за благодарни. Оваа приказна потсетува дека кога срцето е на дланка, секоја болка може да се претвори во нов почеток. Во срцето на гостиварското новосело, среде тишината на планината и песната на ветерот, со години живееше скромно и честно семејство. Во старата куќа, со малку имот, но со многу љубов и сплотеност, Маринко, неговата сопруга и нивните 2 возрасни деца, Андреј и сестра му Јуле, го минувале секојдневието борејќи се со животот секој на свој начин. Живееле од социјална помош и од скромната пензија на Маринко. И токму кога мислеле дека тешкотиите се веќе дел од секојдневието со кое некако се справуваат, судбината им зададе уште еден удар. Еден февруарски ден кога Андреј, седејќи сам дома, забележал чуден чад од таванот. Во само неколку минути скромната семејна куќа ја проголтале пламените јазици. Кога отидовме да го снимиме, семејството се уште беше во шок и неверување. Во 12 часот. 18 февруари. Јас бев излез, мајка ми, татко ми беа полекари. Ја бев сам дома. Само имам 2 коња, една крава. Бев да и нахранам стоката. И кога се вратив назад дома, не гореше ништо. Значи, влегов, ставив во куњата, имаме шпоред, дрва и да ставам дрва овде. Запалив една цигара и ставив ногите да се топлам во ренглата. За едно 10-15 минути сетив дека е само мирис ба имат и почна да паја саѓи и излегов, отворив вратички имаше од чатијата, го отворив, гореше само од овде до овде. Покривот. Почнав да гаснам со кофи, колку што можев да гаснам. Почнавме да гаснеме со комшите, ми помогна мене. Ама не можам у вас никад да ја заборавам. Ова што ја видов од кога се вратив дека све изгорено и дека немаме ништо. Му се јавив на татко ми и реков нешто горите. Толку можев да кажам. Можеш и да изгориш, Андреа. Фала му на Господ. Не го познав кога го видов брат ми, не знам што имаше, дали имаше
што е облечено, може некој му дал нешто. Јас се јавив од Скопје, пожарната ми рече дека госпоđо ми обавестени сме во близина пожарната и Па можда ќе помогне човек се живи во надеја, како да речем, како се изразам. Ја мислам дека нешто ќе сториме сега. Па ја мислам тоа е најбитно што беше дене. Со дено може да се бори секак. Сте сите на број? Да. Можеше да биде уште полошо. ама не можам у вас слика да ја заборавам за тоа. Која слика? Ова што ја видов од кога се вратив дека све изгорено и дека немаме ништо. Какви се плановите? Имате ли веќе осмислено што ќе правите, кој ќе биде првиот чекор? Па има се води некоја работа, како да сум, да се почне, да се комплетира тоа сега, како ќе најпред од општинава и да види со мајстори со едно со друго како ќе таа работа. Пошто Не знаете ни не колку знаеме, средства до сега се собрани, а колку ви се потребни за да се доведе до таа состојба во која што била претходно куќата? Па ја колку што разбирам, сигурно 20.000 евра би коштало, ако не и повеќе, затоа што скапо е се, скапотија е, не се воѓа ништо. Тогаш се појави нешто посилно од пламенот – човечноста. Преку емисијата Срце на дланка, нашиот хума народ, компаниите и поединци од цела Македонија и пошироко подадоа рака. Донациите започнаа да пристигнуваат, а семејството Трифуновски повторно почувствува дека не се сами. Со првата донација започна изградбата на нивниот нов дом, темели на надеж и нов почеток. Од кога се емитуваше емисијава Срце на дланка, сме благодарни, почна многу работи да оди сметката нагоре, имаше прилив на сметката, имаме пари за мајстори, преку фирми исто имаме прилив на пари, преку луѓе што можеле колку можеле приватно да пуштат. И изградена е куќата до Аран Капија. Гледате дека е социдана и покриена до покрив. За колку време? Кога почнавте да ја градите? За околу 23 дена. Тоа беше и веднаш откако ве снимавме. Од снимањето, да. Одма е почнато да се гради и добро одеше, состојбата беше добра. Од фирми имаме што ни помогна. Дали се уште има донации? Има донации, после емисијата добро не само оди убав прилив на пари. Да, струјата, електрик, водата и прозорите. После од кој ќе се намести тоа, треба и зидовите, материја треба во куќата. Од како вие бевте тука како се снима емисијата Срце на дланка, па самите можете да видите дека многу е изработено, се е сработено ново, изидани зидовите, кроводи е ставен, дојдено е до една димензија, сега више со струјата имаме работа, да се постави струјата, вода, прозорци, врати, тие работи, значи че има уште да се работи. Многу сме задоволни. Ако не беа тие донатори, немаше тоа ништо да биде, беше како што и самите бевте во првото снимање и видовте како беше куќата, сега е више во друга димензија. Се надевавте ли, верувавте ли дека ќе успеете повторно да кренете куќа? Не верував, да ви кажам најискрено, пошто финансиски не сме во можност да го направиме тоа, али фала Богу се јавија добри луѓе, ни помогна, и со срце сум заблагодарен. Ако не беа тие луѓе, немаше ништо да се стори. Задоволна сум од сите што сум имале досега поддршка, благодарна сум на сите што ја гледале емисијава, што се јавиле, што не прашале, што ни донирале. Благодарна сум секако и понатаму ќе бидеме благодарни и ние и моето семејство. Има добри луѓе, добри организации кои што стварно помагаат и многу од тоа што не можеш да замислиш дека може да ти помогне еден човек. Сега нова куќа ќе биде. Сега ќе биде поубава.
Денес повторно сме со нив, зашто пристигна уште еден значаен елемент – прозорците. Благодарение на нашите хумани пријатели Леон и Слагјана Василевски од Гостивар, семејството доби прозорци, символ на светлина, воздух и надеж за утрешнината. Добар ден. Добар ден. Вие сте во работна акција. Да, Се работи во вашата старо нова куќа. да, Дојдоа прозорците, стигнаа прозорците. да, стигна. Стигна, ке се заблагодариме на господинот Леон и Слагјана Василевски. Многу се благодаруваме. Тие беа навистина многу хумани и ете донираа прозорци, донираа и многу други работи и верувам дека наскоро се ќе биде како што треба. Денес имате и мајстори се местат прозорците. Да, Може се да видиме. Можеме, слободно. Овој период од последниот пат кога бевме до сега што правевте? Се набавуваше претпоставувам материјал. Материјал, гипсени табли, како се кажа, шиниве. И така. Добре. И тоа се данаци. Све ово од тие хумани луѓе што се направи овако, што дојде нов објект, се благодарение на хумани луѓе, на хуманите луѓе. Од Трио Стакло дојдоа и зема мерки за прозорците. Ова се денеска ги поставуваат, не смам да отварам да не направам некоја белја. Па и ја не знам да Да. Ова е сега поставен пред кратко време. Да, Ќе видиме сега и во другите соби ќе се поставуваат Да. прозорците. И велат кога ќе се стават прозорци, веќе куќата е пола завршена, барем така се смета. Така е. Се заличува за Ќе заличи на објект, нешто. да. Иако после ќе треба и малтерисувања. Па добро, ќе си дај тоа се по Да, своје. и гипс табло. И гипс Гипс табло. табли на На се затвори. плафоните, збори. Така. Можеме да видиме како работат Може се како и месторите. повелете. Влезните врати ги постави исто мајстор. Истиот мајстор, да, и сега и ни донират работна рака ми, Работна рака за да, прозорци. од негова страна. И вратите ни ги донираше за местење. Вратите Надворешната и долната исто. и долната, така. После ќе треба и собни врати. Имаме и тие са нарачани, само сега поради ова се прозори. Прво да се заврши Да, се, па на крај вратите. да. Тие ќе бидат Така и ни рекол дека треба да одите. шлагот на тортата. Како оди работата? Добро, фала Богу. Добро оди. Монтиравме 2 прозори моментално. Еве вториот е при крај. Брзо се монтираат. Кога си ја знаете Седи да работа. се служат фамилија. Ви благодарам, ми кажаа дека бесплатно им го правите ова, затоа што ги снајде несреќа. Излегоа дури јавно на телевизија да го кажат својот проблем и на вакви луѓе кои што се навистина загрузени и треба да им се помогне. Да, треба сите граѓани што имат могуćност нека пружат рака, нека помогат, ништо нема да му значат. Како е после планот од кога ќе се стават прозорците? Треба да се прави фасада и брцов да се стави и поред. Или плочки, или ламинат, што е Ламинат, наравно. поред, за да на крај да се стават и собни Ни врати. донираат и тоа. И ги замолам сите граѓани што имат потреба да помагат, нека идат тука во Ново село, нека помагат. Ништо нема да му значат. Вие ги знаевте претходно ни? Не ги знаат. Значи вие ги дознавте. Да, према нашиот соработник Трио Стакло, Леон, према него, тој ги има додирано овој прозори и од него го познаваме. Ние сега ќе се трудиме и ние колку што можеме да помагаме. Фала му на Бога што можеме, што нема могуćност да помагаме. Дај Боже и сите други да прават, да му помогна и неговите лица да се осмејат за убаво. Ние сме во моментот во Гостивар како познат хуманитарец господинот Леон, кој што е и наш соработник и хуманист во проектот веќе неколку години. Дали е единствен или имате сознание дека има и други хумани луѓе? Има. Знам јас. Знам јас дека има хумани луѓе, али некои луѓе не сакат да го покажат тоа. Некои луѓе го прават тоа
И така и треба. Тајно. Да се прави тоа. Само Господ да го знае таа работа и од него да ги зема пофалбите и добрите дела. И многу среќно, многу добар мајстор имаме што помагат, донација за местајне. Леон многу пребише донираше, многу сме му заблагодарни. Цел живот. Фала му многу. Ќе му бидете благодарни сиот Цел живот. Зошто ве наплевуваат емоции? Имавте... Зашто така сум болна и не можам да... Имавте тешка... Душата ми е таква. Тешка судбина, ви изгоре домот, додека вие Да. бевте на лекар. Да, куќава гореше. Ќе Ја не знам ништо се десило, не. Имало овдека селаните помогнале многу. Благодарни сме им на сите црковни одбор, ни помогна, ни собра пари, ни донира гипсабли, све ни помогна многу. Сите селани. Сите од селото, Да, црквата. сите од градов, од Германија Дејан ни донираше врати 4, ни пушти пари по како се вика банкана. И со тие пари дадовме 4 врати. Се уште да ги наместат, кој ќе ги мести, ќе видиме. Ќе се најде и за тоа, Ќе се верувам. најде. До сега се беше успешно. Многу добро оди. Еве, пошто прозорите се наместија, мислам дека чуди да најдеме мајстори сега за малтерија. Па Господ личен. Како Господ не е никој. Така. Има и многу добри хумани луѓе. На сметка пушаат пари, добро е. Сами ова никогаш немаше да може да го направите. Никогаш. Со 18.000 пензија никогаш. Никогаш. Тоа не стигнува ни за сметки, ни за храна, а камоли да За правиш... лекоите, еве никна бевне на лекар, 300 евра му отидов само за лекои и за прегледи. Не беше арен се споволе. Откако ќе се наместат прозорците, доаѓаат мајстори што ќе Мајстори за малтерија. Олуци треба да се стават. Да, и оджаците не се направени, требели им да се стават. И ни ми ги чекаме уште. Па ќе дојдат. Здравје Боже. И тие ќе дојдат. Со секое Полека све. доаѓање на мајсторите, вие имате посебна енергија, зашто Ау, знаете дека... Не знам денес како се наоѓам. Среќна сте? Не знам. Јас забележувам среќа. Не верувам дека се случува во нашава куќа. Да, се случува. Куќа беше и та куќа, ама ова е сега стварно куќа. Пресреќна. Ова не можам да поверувам. И сега мислам дека сум во друга куќа. Не верувам дека е наша. Ова да се направи за толку кратко време, за 27 дена се направи ова. Но, работеа мајсторите во дожд, во снег, во дожд. Многу работеа. Од утре започнува втората етапа од изградбата. Ке се малтерисува, ке се поставува електрична инсталација, олуци, а потоа следува мебелот и конечно вселувањето. Но патот не е лесен, ниту завршен. Затоа упатуваме искрен апел, се уште има време и потреба да помогнеме. Секој што може и сака, нека се приклучи, без разлика дали е финансиска помош, градежен материјал, мебел или услуга, се значи. Колку побрзо се заокружи изградбата, толку побрзо семејството Трифуновски ќе го добие она што го изгуби – својот дом. Хуманоста не знае за граници. Таа се мери со срце, а токму вие сте тие што постојано го покажуваат тоа. Срце на дланка. По тешката несреќа што им го уништи животот, семејството Трифуновски од Гостивар денес повторно има покрив над главата. Благодарение на хуманите граѓани, нивната куќа е обновена, а во неа повторно има топлина, љубов и надеж. Здраво, добар ден, добро дојдовте. Јас ви се заблагодарувам на ова прекрасна куќа што ја направивме. Сакаме да поверете да видите внатре како е направено, со ваша благодарност, со ваша помош. Сакам да видите во оваа просторија, пошто пред 8 месеци изгоре нашава куќа,
Сакам да ви кажам колку сме заблагодарни, колку постигнаме успех во ова куќа што ја направиме одново, што почнаме одново да живиме. На вашите донации, сакам да бидам благодарна на оваа организација, на овие фондации, кои што успеавме успех, одново да почнеме нов живот, иако не се надеваме на ваква искрено дека ова ќе се деси, дека ќе го постигнеме и дека ќе бидеме бескрајно заблагодарни на сите, на овој народ што ни помогна, што досега направивме многу нешта. И сакаме да видите колку ние, нашето семејство, сме заблагодарни со овој успех, со овие работи што досега ги постигнавме. И понатаму ќе бидеме заблагодарни. Сакам да кажам како овие месеци се плашев дека искрено ова не знам дали ќе се постигне или не, како ќе се одбиваат работите, тешко ни беше на сите дома. Ама имаме нов почеток со нов дом и многу сме заблагодарни за ова. Преку емисијата Срце на дланка, нашиот хуман народ, компании и поединци од цела Македонија и пошироко подадоа рака. Донациите започнаа да пристигнуваат, а семејството Трифуновски повторно почувствува дека не се сами. Со првата донација започна изградбата на новиот дом, темели на нов надеж и нов почеток. Овде ја давав првата изјава и сакам да видите сите како овие соби беа изгорени, како беа црни, само имаше 2 зида останато. Ова е све наново изработено, имаме нови прозори, благодарение на оваа емисија што излегуваме во оваа емисија, што сме видени, што сме побарани и сакам многу да бидам заблагодарна за тоа што имаме нов дом. Кога дојдовте првиот пат, кога не снимавте овдека, ова беше се изгорено. Не се знаеше ништо. Од после 8 месеца можеме да забележиме дека све е реновирано, направено во сите димензии. И како што можете да видите, све е донирано, ова ствари имаме донирано, масата, овај телевизорот и така. Инаку првиот пат и вториот и третиот беше ова е стварно беше многу лоша слика, изгорено све беше, немаше ништо. Спалнава тоа шибуњарчето, ова како се викат за телевизорот. И тоа, се не фали тоа дека овој зид, еден плакар за лиштата немам кај да изместам. Све од донаци. Во овие 8 месеци све ни е подарено, све ни е донесено. Ќе почнам и од врати, и од прозори, и од купатило имаме ново. Све буквално плочки, кујни, телевизори, имаме и помош нешто и од фирмава моја, кај што работам јас. И многу работи, може не знам точно све што немам набраено, ама сакам да ви покажам и собиве и доле све што е направено и све што имаме, све ова донација од народот. Имаме голема благодарност и тоа што имаме со граѓа, што имаме национален парк што ни помогна во куќа во Сограѓа. Исто ќе ги спомнам за струјата и водата, што ни е спроведена од Електроелита. Сакам да кажам дека тука имаме и од Трио стакло, што ни е донирано стакло во куќава. Исто ќе спомнам тука и ламинатов, исто имаме голема донација. И да кажам што имаме и други работи што ни се донирани од сите од страна луѓе. Сакам да видат дека сме благодарни и да знаат секоја донација зошто е употребено. Све ми помогна. Ми донесо и цигли, и керамиди ми најдо поевтини, и гипсабли ми донесоја. Црковниот одмор ми помогна највише. И во работа ми помогна, овие комчиве, тој таму, Дракче, камионџијата ми помогна многу тога и за и Новица, и сите.
Сите, селаниве ми помогна многу. Кога екипата на Срце на дланка повторно ги посети, солзите во очите на семејството зборуваа повеќе од зборовите. Срце на дланка уште еднаш покажа дека кога ќе се сплотиме во добрина, чудата се можни, а секое срце што помогнало денес трепери од радост заедно со Трифуновски. Кога повторно го преминаа прагот на својот дом, солзите од радост зборуваа повеќе од било кои зборови. Потешките месеци исполнети со неизвестност, денес повторно имаат место каде што топлината и љубовта живеат. Таткото, кој со месеци се бореше да обезбеди привремено засолниште, стоеше пред новиот дом со рацете на срце. Благодарни сме на сите што ни помогнаа. Денес повторно сме дома, а тоа е најголемиот подарок. Исплашен бев и не знаев дека ќе може да дојде во оваа димензија ова куќа вака да биде да се направи, пошто немаме пари. Наискрено да речеме, се со пари се почуват. Во тој момент прво мислеме на лошото, ама не било све лошо. Лошото имало и добри работи и тие добри работи се осварија. Среќни сме, бескрајно сме благодарни и среќни сме и ќе бидеме секогаш среќни и благодарни што повторно имаме нов дом. Не очекував тоа, се плашев, али кога почна мисијава, кога почна више да одит, да тече некои работи и гледав дека стварно треба човек да се наде дека може да има наде, има луѓе што ќе ни помогнат, не беме више не очекував дека има луѓе што ќе ни помогнат. Зашто ја помагам на сите, имам добра душа и верувам дека народот ќе ми помогне. Сега се чувствувам како во друга куќа. Не верувам дека е таа куќа. Зашто видовте како беше. Сега сум пресреќен. Сега сум во нов дом и би сакал секој кој што се стекнува во ваква ситуација како што сум јас, да му се помогне и нему, да види стварно да добие некој радост. Го обединивте народот да ми помогнете. Многу сум ви за благодарна и цел живот ќе ви бидеме за благодарни што ни помогнавте да успееме да имаме куќа, дом нов, да живееме, да одмориме више малку. Ни на сон, ни најавен, ова не мислам. Ова не знам. Олку добра народ да има, добри души. Стварно, мене како што ми помогна на сите да се помогне. На сите, тоа само го пожелувам од срце. Го барам тоа. Само да се помага на сите. Верував, пошто кога дојдовте вие, кога дојде емисијава во Срце на дланка, добив една како да речам, една надеж дека ќе се помогнете и ќе почнеме да работиме, да се средует куќата. Со треперлив глас Трифуновски велат: секоја рака што ни подаде надеж досега, ја носиме во срцето. Ако има луѓе што сакаат да ни помогнат и во доправката, ќе бидеме вечно благодарни. За нас тоа значи живот. Тие зборови се сведоштво дека вистинската сила на едно општество не е во богатството, туку во човечноста. Во секој што подал рака, во секој што поверувал дека ништо не е изгубено. Па, фалат уште некои работи, а веќе почнам од куњата, пошто куњава имаше еден добар човек што ни се најде низреде во пресред. Тие што беа пари му дадов нешто и се договоривме исто така на плата која ќе земам, другите пари да му ги доплатам, пошто толку имаше од донације. После ни фали фрижидер немаме. Исто и купатилската врата уште не ни е стана. Немаме некој плакарче за лиштата кај да ги чуваме. Тие работи се вака што мислам што ни треба, што ни се побитни.
Семејството Трифуновски нема доволно зборови да ја изрази својата благодарност. Тие велат, од срце ви благодариме што не извадивте од пепелта, ни дадовте нов почеток, ни дадовте надеж. Срце на дланка повторно ја потврди својата мисија да враќа надеж, да спојува луѓе, да покажува дека добрината живее. Ова е куњата, ова ќе користиме како куња дневна. Имаме таму гостинска соба и спална, каде ќе спијат моите. Ајде сега да ве однесам во собата кај што ќе спиеме со мојот сопруг во спалната. Ова беше порано исто соба, ние спиемме овдека, сега ние спална, ни донира спална. Благодарение на добри луѓе добивме спална. Ајде да ве прошетам низ куќата, да видите и доле летната кујна, да видите ходникот, да видите што имаме направено, како сме успеале, ни донира кујна доле летна, да видите како имаме постигнато. Све со добри луѓе. Скалите се направени. Ова е ходникот, ова е кујната, летната кујна. Овдека готвам. Ова беше порано собиче за алати, а таму беше клет. И тоа таму, таа просторија све чувам не стока. Сега направивме, морамме да прошириме, зашто имаме син Андреја, мора и тој да живи, сите заедно, Јулијана, може ќе се мажи, може невеста ќе донесат, да имаме простории поголеми. Направивме и доле просторија. Ова е летна кујна, да можам ја да работам горе за младите, да можат да има кај да легнат. Може ќе донесе невеста, може таа зет ќе донесе и ќе имаат деца, може да имаат кај да се сместат, за да можеме да преживиме. Оваа приказна уште еднаш потсетува дека кога луѓето се обединети во добрина, ништо не е невозможно. Семејството Трифуновски денес не живее само во нов дом, туку во дом изграден од љубов, солидарност и срца на луѓе што веруваат во доброто. Би препорачала на сите да веруваат, да помагаат секому, секој еден човек не знаеш колку може да ти помогне, нема да веруваш на почеток, ама треба секогаш да веруваш и да имаш некоја надеж и цел кој ќе постигнеш некој успех, некој осветленост на патот, ако има Господ ќе ти покаже. Се гледа доброто, се гледа во секој лошо, викаат имаат и добро. Ние се надеваме на тие работи дека нас еден ден тие добрини ќе ни се десат еве вака. Зошто да се срамат? Нема срам. Срам е да крадеш, да ложеш. А со добра душа, со добри зборови, све можеш да постигнеш. Да го сакаш народот и да те сака народот, тоа све се постига. Ја цела Македонија ја сакам. Да не се срама, нема зашто се срамат. Ова е најголем успех. Голема благодарност на Срце на дланка, од тука почна целата работа. Ако не беше Срце на дланка, немаше ни да... Највише од тука почна. Денес семејството Трифуновски е среќно семејство. Добрината на нашиот хуман народ ги насочи како вистински херои на своето среќно семејство. Оваа приказна потсетува дека кога срцето е на дланка, секоја болка може да се претвори во нов почеток. Добар ден. Повелете, влезете, да видите што има донации направено. Прозори, врата надворешна, врата ова.
на дворешно. Купатило, врат, и бољар, нов и вратава. Ево. Да. Прозори нови. Стаја стакло, што овдека рекоа биле големи, нечичко джемо, па треба да ги стави. Значи да се ветре, да се луфтира пена стаја стакло. И каучи два нови ваму. Ми донесо од школово, што билале за децава пари. Овие нови. Ми ги донесо за децава да спиеме и децава. Те ги скршија надвор. Овие два. И така, нови. Па завчера не, од школова наставникот Крсте, ама нови, не знам, 10-11 илјади денари. И децава спијат овде, ја тука. Така. Пријави во емисијата Срце на дланка за да ми помогна. За прозори, за дрва, за кревети, цел спрат. Ми рекоа дека ќе ми донесат и кујна нова ке работнава ваму, патилово ќе го направат село. Па се смени децава, почна да се евува луѓе, ми донира јадење, пакети, макарони, брашно, шеќер, масло, шпагети, супи, така те работи. Децава копачки им донесоа дресови, али што некој кој што може, например, ми носеа. После емисијата се случи, не викнаа таму да тренираме и не тренираме со пари, без пари тренираме и ни донесоа топки, копачки, дресови. Највише ми носеа за јадење, да ти кажам, пакети вака. Хуманитарна организација дава овде во Гостивар, ми носеа за јадење, брашно, крашак. И овде ми носеа дома. Човек ми донесе по 50 евра, рече, деца вако не можеш да им купи за јадење, купи им чорапи, гачичиња те работи, пиджами. Највише, да ви кажам, да искрено од школово. Од школово што се децава мои собрале 100.000 денари. И ми купија 5,5 кубика дрва, прозори во ваму, и за јадење ми пазаруа, во Кипер, во Кам. Наставник еден мора да го пофанам. Наставникот Крстен на поголемиот мој класен, 7 деделни, на Димитар. Крстен се вика свака му час. Сваро наставник ми помагат, кревети ве ги нарача тој. И рече Наташо, еве ви прозори, рече, кревети два за децава да спиете, дрва 5,5 кубика од школата, ти што собрале 100.000 денари. И другите ми пазаруеше. Да, ојме редовно. Вторник и четврток и сабота и недела на утакмици. Да, срекни сме многу, не дружат и не одвајат. Му се заблагодаруваме на наставникот Крсте што ни помогна. Со мајка ми болна оди на хемотерапија, више не оди на хемотерапија, сега треба да оди на зрачење и затоа ни требаат пари. Има рак на дојка и